Предлогот на министерот за здравство Венко Филипче за воведување ПСР тестови на граѓаните кои транзитираат сепак не беше прифатен на денешниот состанок на Комисијата за заразни болести, иако постои можност и тие кои транзитираат да се заболени од COVID-19 и да ја шират инфекцијата. Комисијата продолжува будно да следи ситуацијата и доколку се утврди дека има потреба, не се склучени дополнителни мерки. Со постојаните мерки граѓаните кои транзитираат низ земјава потпишуваат изјава дека за 3 часа ќе напуштат земјата и не представуваат опасност за ширење на коронавирусот во нашата земја. Здравствените власти се децидни. Оние кои вршеле транзит не биле закана за ширење на вирусот. Барањето на Филипче за воведување на ПСР тести за транзит патниците дојде по бурните реакции на јавноста, но и на меѓународната заедница по скандалот кога авионот Скопје кој слета во Финска имаше дури 24 заразени патници. Кај македонските граѓани се шири паника и страв. Дали Македонија има контрола врз пандемијата и зошто едноставно не се тестираат сите кои на било кој начин и од било која причина влегуваат во земјава. Но има и такви кои сметаат дека тестовите не се доволно веродостојни, а така луѓето се изложуваат на дополнителни трошоци. Треба ли да се прават ПСР тестови за луѓе кои само се задржуваат 3 часа во земјава, кои прават транзит и одат на друго место? Па не би требало. Тоа е само додатно оптеретување за луѓето. Пак ви велам, тестовите се многу несигурни. Да се бара од нив дали имат доказ дека се тестирани. А вака поминуваат овде преку нашиот аеродром и после на нас не се лепи негативното од Македонија, вика 24 позитивни стигна. Болеста не прашува кај кого ќе оди. Треба контрола на сите, а и помалку патување. Многу сме недисциплинирани, не ја слушаме и тоа се проширува. Иако првиот човек на здравството излезе со информации дека во авионот за Финска летале само 2 македонски државјани. За странските земји очигледно не е важно кој какво државјанство има, туку од која земја патувал. А токму поради ова е нејасно зошто се дозволува поради странски државјани македонските граѓани да бидат ставени на листите на ризични земји и вратите и понатаму да ни бидат затворени, се додека не се воведат дополнителни мерки, за кои, како што велат здравствените власти, можноста не е исклучена.